Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. И ова утро се јавуваме од студиото на Глас на надежда од Кавадарци. Секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Денеска сме 10 декември, петок 2021 година. Еве неколку сервисни информации на почетокот. Сонцето изгрее утрово во Кавадарци во 6 часот и 47 минути, а ке зајде во 16 часот и 2 минути. Уште 21 ден неделата од новата година. Значи полека се ближиме кон крајот нова календарска година. Што се однесува до временската прогноза, таа вели дека денеска ќе биде променливо, облачно, со локални врнежи од дожд, главно во западните и источните делови од земјата, а во централните делови ќе има повеќе сончеви периоди. На планините врнежите ќе бидат од снег. На истокот на места се очекуваат краткотрајни порени врнежи, проследени со грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Утрово во Кавадарци 8 на сончев ден, некаде температурата е околу 7, односно 8 степени во плюс. Така да температурата во Тиквешкиот регион ќе се движи до 13 степени, во Гевгелискиот од 8 до 14, во Беровскиот регион од 6 до 8, Комановскиот од 5 до 7, во Скопската котлина температурата ќе се движи до 11 степени, а крајно на западот ќе биде од 0 до 1 степен, врнежи од снег во повисоките места. Во Охридскиот регион ќе имаме температура од 3 до 7 и во Пелагонија од 3 до 9 степени. Прогнозата вчера ја кажавме за денеска, односно за синоќа, имаше врнежи од дожд и во Кавадарци и во некои делови на нашата земја, а на повисоките места падна и снег. Така да, еве, може да ја проследиме и температурата за следниве денови, за викендот. Променливо облачно, главно во северните и западните делови на повисоките места ќе провејува снег, а на пониските ќе има слаби врнежи од дожд и снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. За 13 температурата вели дека ќе биде повторно променливо облачно и студено с умерен повремено засилен ветер од северен правец. Така да се уште температурата релативно добра. На повисоките места во Македонија имаме снег, но на пониските места, односно во градовите, за сега се уште нема снег, само имаме врнежи од дожд. Еве тоа беа, почитувани гледачи, првите сервис информации. Ова емисија ќе ја започнеме повторно со кратка молитва. Добри Боже, Ти благодариме за овој нов ден што ни го подаруваш во милоста Твоја. Те молиме нека и овој ден бидеме под Твоја заштита, да не чуваш на сите наши патишта. Тоа те молиме во името Исусово. Амин. На почетокот, драги гледачи, да ја проследиме и утринската порака. Текстот го наоѓаме во книгата на апостол Павле, во посланието до евреите, 11 глава, 5 стих. Подготовка за преобразување. Преку вера Енох беше пренесен така да не ја види смртта и веќе не се најде зашто Бог го зеде, зашто пред неговото земање тој доби сведоштво дека му угодил на Бога. Живееме во зло време. Околу нас се натрупуваат опасности на последните денови. Беззаконието се намножува и затоа љубовта се лади во многу срца. Енох одел со Бога 300 години. 365 години. Имал малку време и тоа треба да не потикне, да копнееме по правда. Зар е потребно да ни се изнесуваат стравотиите на Божиот ден, за да бидеме принудени да одиме по правиот пат?
Pred nas je Enohoviot primjer. Той живеел во време на расипаност и околу него се било изопачено, но тој го вежбал својот ум кон побожност и љубов кон чистотата. Зборувал за оно што е небесно, го воспитал својот дух да се движи во тој правец и затоа на него бил печатот на божественото. Лицето му блескотело со светлина која сјаела од Исусовото лице. И Енох имал искушение како што имаме и ние. Луѓето околу него не биле наклонети кон праведниците отколку нашата околина. Воздухот што го дишел бил исполнет со грев и расипаност како што и денес. Сепак тој живеел свет живот. Него не го извалкале најголемите гревови од тоа време во кое живеел. Исто така и ние можеме да останеме чисти и неизвалкани. Тој символично ги представувал светите кои живеат во опасностите и изопаченоста на последните денови и бил вознесен на небо заради својата непоколеблива послушност кон Бога. Исто така ќе биде вознесен и оној верен остаток и пренесен од грешниот и расипан свет да ужива во чистите радости на небото. Патот по кој оди Божиот народ треба да оди нагоре и се поблизу до победата. Заминувањето на Енох на небото, непосредно пред уништувањето на светот со потоп, символично го представува вознесението на сите живи праведници пред уништувањето на земјата со оган. Светите ќе бидат прославени во присуство на оние кои ги мразеле заради нивната предана послушност на Божите праведни заповеди. Еве, почитувани гледачи, тоа беше малиот коментар на текстот кој го читавме во Евреите 11 глава, 5 стих. Навистина, Енох е слика и прилика, како што и самиот текст го читавме, на нашата генерација, кои живееме пред второто Христово доаѓање. И Енох имал проблеми, и тој имал искушенија, и тогаш светот бил расипан во смисол луѓето правеле беззаконие, но тој останал чист, верен и праведен и Бог го зел. Енох е првиот представник од луѓето кој бил земен горе на небото жив. Пото знаеме дека и пророк Илија бил однесен. И Моисеј, но тој вкусил смрт, бил погребан, умрен, но потоа неколку денови или седмици ангел Господов го воскреснал и тој е денеска горе на небото. Така да, денеска ние треба да се огледаме на Енох, кој верно му служил на Господа и Бог вели го зеде. Патот по кој оди Божиот народ треба да оди нагоре и се поблизу до победата. Победата ќе дојде наскоро, почитувани. Наше да издржиме на тој пат по кој сме тргнали, да го следиме Христа и така еден ден да бидеме со Него во вечноста. Продолжуваме со една убава песна, потоа се враќаме повторно во живо во нашата програма. Sigurno slatka, Isuse moj, o kakva radost za mene to, dete sam Božjo, sigurno znam, otkupen sokrv, roden od zato apela i svedočam, go slavam Isus, cel život svoj. Zato apela i svedočam, go slavam Isus, cel život svoj. Od srce živo mu predavam, za nego svega ja živeam. Milost i ljubov mi praća Bog, svakodnevno me
ohrabrova. Zato apeja i svedoča, go slavam Isus, cel život svoj. Zato apeja i svedoča, go slavam Isus, cel život svoj. Odmor vo Isus dobivam jas, sreća i blaženstvo svekoj čas. Sokrenat pogled očekuvam, do njegov presret da poletam. Zato apejam i svedočam, go slavam Isus, cel život svoj. Zato apejam i svedočam, go slavam Isus, cel život svoj. Go slavam Isus, cel život svoj. Почитувани гледачи, продолжуваме со нашата програма. Ова утро во нашето студио имаме гостин. Тоа е Миланче Пендев од Кавадарци. Добре дојде во нашата емисија. Би сакал да поразговараме во врска со молитвата. Миланче, што представува молитвата за тебе? Најпрво, односно пред него да ти одговорам на твоето прашање, најпрво сакам да ја изразам мојата восхитеност од тоа што го работите како радио, а навистина е добро. Тоа можам да го приметам од секојдневните коментари позитивни кои што ги даваат гледачите, а ако значи еви моето мислење секој пат кога имам време и секако и можност, а и секако тоа кога ми го дозволуваат моите работни обврски, со задоволство ја гледам вашата утринска емисија и морам да признам дека најмногу ми се допаѓа оној дел од или рубрика за молитвата. Впрочем, и емисијата е, односно радиото е христијанско, така? Так, да. И молитвата е она за кое што е исклучително и е од есенцијално значење за секој еден христијанин и општо за христијанството. Но мислам дека и молитвата е и централен феномен во секоја една друга религија, ако подлабоко размислиме. Кога сме тука кај зборот религија, може би било интересно за нашите гледачи да кажеме кое е значењето на зборот религија. Потекнува од два збора, латински збора, ре и лигаре. Лигаре да се поврзеш, а ре повторно. Религаре значи повторно да се поврзеш. И сега, секој проучувач, длабок проучувач на Светото писмо, односно на Библијата, знае, односно насетува дека Библијата ни зборува дека човекот е роден во состојба на одвоеност од Бога. И токму религијата е настојување на човекот да се врати на тој пат. А односно молитвата е тој мост кој што ги поврзува човекот и Бога. Убаво кажено, значи молитвата е една бежична комуникација која постојано не поврзува или може да бидеме поврзани со Господа. Добро, како треба сега да изгледа една молитва? Еве за нашите гледачи да им опишеш со неколку зборови, како треба да биде ставот, времето на молитва? Може нешто да ни појасниш со неколку реченици? Вака, не е од примарна важност ставот, односно кога и каде и колку се молиме. Најважно, односно важна е, да така кажам, искреноста. Важно е срцето. Важен е мотивот. Важни се побудите кои претходат на молитвата. Секако тука да не ме сватат погрешно вашите гледачи,
не ја занемарувам личната, она лична молитва, каде што насамо можеме да се молиме на Бога во определено време и на определено место, но сепак за такво едно нешто, мислам ке се сложиш со мене дека е потребно да така кажеме една поголема опуштеност. Но за жал притисокот на животното темпо ја оневозможува опуштеноста за така една делотворна молитва. Но сепак, ако сме сериозни по прашањето на молитвата, ние сепак ќе изнајдеме, односно тоа плански ќе го организираме во нашиот живот. Значи, амбиентот се зависи каков е. Може ако сме дома, зато вели Исус во Евангелието според Матија во 6 глава, влези во својата скришна соба. Тоа е амбиент на затвореност, кога јас и Бог разговараме во една таква тивка атмосфера. Секако, Бог не зависи од услушување нашите молитви од амбиентот. Ние може додека сме во друштво, со мисла да упатиме молитва, или кога сме во неволја, пример, во автобус. Значи, се зависи од приликите и таква молитва патуваме кон Господа. Сигурно, така е. Така да Господ ги цени, како што и самиот рече, побудите на нашето срце. Значи, ние не мора да ги пишуваме молитвите на лист хартија, меѓутоа тие се создават како нашите солзи што протекуваат од очите, така од срцето се излива нашата молитва, односно од нашите мисли. Некој знаеме формално, механички да ги кажуваме нашите молитви, но како што и кажа овие примери, секој пат можеме на различен начин да ја упатуваме молитвата на Бога. Добро, ти си христијанин, ја користиш молитвата во твојот живот. Колку е важна молитвата во христијанскиот живот? Зошто човек без молитва невозможно е да живее? Тој може да живее физички, меѓутоа колку ќе биде духовно јак? Па види, ајде вака да ставим. Колку е важна? Јас мислам дека за секој еден христијанин молитвата треба да го заземе највисокото место на пиедесталот. Затоа што е многу важна. Ајде овака јас на еден сликовит начин би сакал на вашите гледачи да им на некој начин да им го да објаснам тоа што можеби не го знаат. Замислите дека сте болни и тоа сте болни од некоја тешка болест. Но постои добра вест. Лекарите имаат лек за таа ваша болест. Тој лек е многу едноставен, се состои само од една пилула или една таблетка која што треба да се испие секој пат пред легнување. И сега, ако заборавиме да го земеме тој лек, последиците се катастрофални. Само за неколку часа настапува смрт. Ако го земеме редовно, тогаш исто како и да не постои таа болест. Сега прашањето до нашите гледачи е дали ќе заборавиме некојаш да ја земеме таа пилула или таблетка. Не верувам. Мислам дека никош нема да кажеме не знам каде ја ставив таблетката или ајде утре од кога ќе ја најдем па ќе го испијам лекот. Не. Зошто? Затоа што гледаме посебна важност, односно посебна вредност во тој лек. Тој лек е прашање на живот и смрт за нас. Ако не го земиме, ние нема да живееме. Исто е, зошто ова го кажав, илустрирано овака, исто е и со молитвата. Ако не се молиме на Бога, тоа значи дека ние не сме доволно сериозни по прашањето на надежта во нашиот живот. И затоа постои она кратка дефиниција за молитвата, дека молитвата е дишење на душата. Так. Значи, без дишење и без воздух нема живот. Така. Убава илустрација, бидејќи без молитва, односно без воздух, не може да живееме исто така и без молитва. Секако, Бог ги зна однапред нашите потреби, но на Бога му е мило кога ние тоа ќе го искажеме со зборови и со мисла. Затоа благодарам на одговорот на ова прашање. Добро, еве една кратка порака до нашите гледачи, до нашите пријатели, зашто верувам имаме гледачи кои можеби не знаат да се молат. Има ли во Библијата некоја молитва, мустр или клише,
кои луѓето може да ја молат за почеток, а потоа со своји зборови ќе состават своји молитви. Бидејќи има различни молитви, имаме посреднички молитви, имаме лични молитви, имаме заеднички молитви, кај што се молиме во друштво, во група, еве ние секоја утринска програма почнуваме со молитва. Кратка молитва, бидејќи е христијанско радио, се предаваме во Божји раце да Бог не води во текот на денот. Има во Библијата се надевам и таква молитва, не? Што Исус ја раскажал. Секако, има разни начини на молитва, колку трае молитвата и разни содржини на молитва. Има и клише на молитва по која што треба да ни биде еден репер или пример по кој што треба ние да се раководиме додека се молиме на Бога. Но може би тука е вредно да се спомне и колку трае молитвата или колку треба да трае молитвата временски. Јас би рекол, се зависи колку ни е милна оној на кого му ја упатуваме истата. Се зависи од нашите потреби, да така кажам, се зависи од нашата свесност за благодарност на Бога и за се што тој правел и прави за нас. Па молитвата едноставно е средба со Бога. Молитвата е негување на тој однос. Едноставно молитвата е разговор со Бога. А со кого разговараме во молитвата? Разговараме со добронамерен Бог, со татко, со Бог на љубовта, со личност од поверение, па зарем не би било убаво да се наоѓеме во такво друштво на една таква личност? Така. Во нашите молитви не треба да му се најавуваме на Бога, така? Кога Сигурно. сакаме, кога можеме и без разлика во каква состојба се наоѓаме. Сакам и тоа да малце поразговараме. На Бога не треба само да му упатуваме молитви кога ни е добро. Него и кога ни е лош, кога не сме во добра состојба, можеби тогаш повеќе се молиме. Кога ни е добро, можеби го забораваме Бога, малце го ставиме на страна, тоа е наш проблем, човечки. Кога ни е убаво, дури пријателите може да ги забораваме и Бога. А кога сме можеби во зорт, тогаш Боже помагај. Сум читал многу примери на луѓе кои токму тоа прашање го поставиле: Боже, ако сега постоиш, помогни ми, кога му е тешко. Меѓутоа Бог и тогаш е истиот, кога ни било и добро и лошо. Така да, кој е твоето размислување, кога да му се молиме на Бога? Нема време кога. Не е временски ограничено, така? Не е временски ограничено. Кажав да не се повторувам за некои работи, но сепак ние треба да имаме искуства со Бога, правично, преку неговата Библија, за да ние Бога го запознаеме, за некој да му веруваш и да му патуваш молитви, мора и да го познаваш добро. Така ние преку нашата, односно преку Божјата реч, преку Библијата, го запознаваме Бога, со тоа стекнуваме искуство со Него, а со самото тоа и нашата вера, нашето поверение во Него расне и ние секогаш кога имаме потреба за наши лични потреби, а и кога имаме благодарност, треба да ја користиме таа прилика да го негуваме тој близок однос со Бога. Така. Кога го читаме царот Давид, псалмите Давидови, тој вели таму во првите псалми: наутро, напладни, навечер клечам. Значи, сега нема време да зборуваме за ставот, дали клечејќи, дали стоејќи, лежејќи, меѓутоа во претходните емисии ние спомнавме дека Бог не зависи од ставот наш, физички, него зависи од ставот на срцето, на умот. Сигурно. Мислам дека ќе се сложите со тоа. Сигурно, така е. Добро, Миланче, ти благодарам што беше денеска овутро во нашето студио, што можевме да поразговараме. Ако имаш уште нешто да додадеш за молитвата, повели. Па вака, има многу што да се зборува за молитвата, и како идеја, и како совети, и како пораки, но еве за крај до вашите гледачи, сакам да спомнам само една реченица. Бог се грижи за човекот. И таа мисла треба да не води секој пат пред него ли да отидеме на молитва. И затоа молете се искрено на Бога. И ќе видите колку случајности ќе почнат да се случуваат. Пробајте и ќе видите како Бог ќе одговори на вашите молитви. И на крајот сакам да завршам со една мисла од еден познат германски реформатор Мартин Лутер, кој што во една прилика кажал: моли се на Бога како да се зависи од него, а потоа работи како да се зависи од тебе. Миланче, ти благодарам за учеството во нашата емисија. Ти посакам секој добро од Господа. Штовани
гледачи, гостин ово утро во нашата емисија беше Миланче Пендев, со кој зборувавме за вредноста и значењето на молитвата. Миланче, ти благодарам. Почитувани гледачи, еве неповторно во нашата програма во живо. Посебен поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата утринска програма. Ова е христијанско радио, радио Глас на надежта. Продолжуваме со лично искуство на наши гледачи. Пред да го прочитам утринското, односно искуството на нашиот гледач, би сакал да прочитам, почитувани гледачи, неколку капки на мудроста кои ќе не водат во текот на овој ден. Заборави ги минатите победи ако те прават горд. Спомни си за нив само ако те прават силен.
Заборави ги минатите порази, кога трубата вика на борба. Спомни си за нив, ако си наклонет да се фалиш. Единствено нешто со кое човекот не може да се пофали е скромноста. Кога би се пофалил, повеќе не би бил скромен. Иако Библијата ќе те варди од гревот, или гревот ќе те варди од Библијата. Вистински пријател ти е оној кој знае се за тебе и пак те сака. Најголем благослов за една жена е таа да стане мајка. Верата го гледа невидливото, го верува неверојатното и го постигнува невозможното. Бог е како кислородот. Не можеш да го видиш, но не можеш и без него. Ево уште една мисла. Простувањето е одлика на силните. Слабите немаат сили да простуваат. Ете, тоа се кратки мисли, почитувани гледачи, кои ги проследивме. Верувам дека има убава содржина во нив и поука за сите нас. Ово утро сакам да споделам едно искуство кое овие денови го добивме од еден наш гледач од Куманово. Ќе го споменеме при крајот на искуството и неговото име и презиме, зашто тој ни дозволи. Интересно искуството, лично доживување на човек, на млад човек кој го запознал Господа. И затоа ви повикувам и вас, почитувани пријатели, драги гледачи, ако имате ваши лични искуства, како сте го запознале Бога, или сте доживееле нешто интересно, радосно, а може би нешто тажно во животот, бидете слободни, напишете го или снимете го, испратете го до нашата адреса. На мои 4 години мојот татко ме однесе во христијанска црква во Куманово. Прв пат за Исус слушнав таму. Одевме некој краток период и не знам зошто, но престанавме да одиме повеќе во црква. Од време на време оде во црква кога делија пакетчиња за Нова година, па на мои 13 или 14 години ми известе дека има мисионери од Америка кои сакаат да се дружиме, да зборуваме и споделуваме интересни мисли од Евангелието. Но тоа беше како некој курс кој ми звучеше интересно и ќе биде забавно и навистина беше. Јадевме разни специалитети, игравме игри, свиревме на инструменти, читавме од Библијата, но за жал тогаш не применував ништо од тоа што го слушав од Библијата во мојот живот. Штом завршуваше дружењето, како да заборававме на се она што се зборувало од Библијата, а се кикотевме и разговаравме за останатите поминати часови, за жал највредното не остануваше во нас. Но со голема благодарност пред се на Бога и на мисионерите го примив навистина мокнуто оружје од Бога, молитвата, и секоја вечер се молев на Бога. Со текот на времето курсот заврши, мисионерите си заминаа, па ни стана здодевно одењето во црква и почнавме да се пазиме од останатите другари и другарки да не исмејуваат затоа што одиме во црква и решивме да престанеме да одиме. Животот и понатаму беше забавен и интересен, но како се оддалечувавме од Бога, така се зближувавме со злото. Се запишав во средно училиште и ми беше интересно да имам девојки, се опуштав полека кон сето што е лошо, почнав да пушам цигари, тренирав кошарка, па и спортот го баталив, почнав да се опивам и додам често по забави, пробав марихуана, беше многу смешно и забавно. Откако прв пат пробав, не престанавме со другарите да конзумираме, мислевме дека не е штетна и многу луѓе и денеска го мислат истото. Се забавувавме, се почесто почнавме да пробуваме и со текот на времето да конзумираме од сите останати дроги. Пробавме од секоја друга освен од хероинот. Така константно го живеевме животот 5 години, несвесни дека сме зависни, дека сериозно си наштетуваме. Бидејќи живе ваков живот, решив да престанам да се молам. Не веднаш, но после извесен период, почнав да приметувам кај себе
пореметувања, депресија, анксиозност и демонски влијанија и верувам дека е Божја интервенција, се исплашив и се отргнав од таквото друштво. Почнав да ги мразам луѓето, толку се променив на лошо што не поднесував и не се пронаоѓав во ништо, единствено не ми се живееше. Ретко излегував, бидејќи ми беше срам и страв да не ме сретнат поранешните другари и другарки и да не ми смејуват, бидејќи сум се отргнал од нив. Една година сам се борев со сите потешкоти од оштетувањето, дрогата и демонските влијанија. Почнав пак да се молам, но не ми текна да се обратам во црквата во која што одев извесно време, туку си палев свеки во православната црква, но немаше промени. Се пробуди кај мене една волја да си го вратам животот на местото, бидејќи после таа една година во борба почнав да излегувам, но не често и работев, но се уште фалеше нешто. Чувствував се уште празнина и барав начин да ја исполнам. Почнав да постам и се решив да одам почесто во православната црква и се уште празнината не беше исполнета. Се сретнав со еден другар кој што беше почнал да оди во христијанска црква, во која што одев и јас. Ме повика, но му реков дека сум бил и го одбив, но се уште продолживме да излегуваме и да се дружиме. Кога разговарав со него, размислував зошто има толку деноминации и како тоа зарем постојат два Бога. Бе во безсознание и двумица се решив да одам на литургија во православната црква и се молев силно на Бога да ми прозбори каде е тој, за да бидам и јас таму, односно во која црква да одам, која е вистинската црква. Истиот ден Бог ми проговори и тоа на многу јасен и чуден начин. Го посакам ова на сите. Веднаш го разбрав дека неговиот збор е да се вратам во црквата во која што одев порано. Веднаш го разбрав тоа и без двоумење се вратив со исполнето срце и радост во христијанската црква, во која што за прв пат слушнав за Исус. Во празнината фалел Исус. И самиот Исус може да исполни празнината кај секој човек, бидејќи тоа е животот. Ден денеска сум редовен на богослужбите, за брзо време се крстив, скоро и не сум пропуштил богослужба. Читам од Библијата и секаде зборувам на луѓето за Исус. Се молам и трудам што повеќе луѓе да се спасат и пробудат за Исус, бидејќи знам, ниеден човек нема да зажали откако ќе го запозна Исуса. Со целото моје срце ја споделувам ова животна промена и порака до сите слушатели со вера и надежд дека ќе се охрабрат, дека ќе ве охрабрам и мотивирам да ги отворите во цело срцата ваши кон Исуса, затоа што знам од какво мртвило ме извади Исусовата сила, па не се сомневајте дека може и со вас такво да се случи. Се викам Кире Кипријановски од Команово. Имам 24 години и планирам и понатаму, тоест до крајот на мојот земен живот, да чекорам со Исуса. Тука завршува искуството на овој млад човек, почитувани гледачи. Верувам дека ве охрабри, ве потикна вас постарите, а и вас помладите, почитувани гледачи, да уште еднаш го приспитате вашиот живот, дека само Исус може да ги исполни празнините наши во нашата душа. Не може ни богатство, ни слава, ни популарност. Сето тоа е минливо. Ево овој млад човек бил во црква, го напуштил Бога во смисол, се одел на светските уживања, мислејќи дека дрогата е таа која ќе го исполни неговото срце, неговата душа. Пробал се што може да се проба. Ова момче ме подсетува на изгубениот син од Исусовата приказна, кога она момче отишол од својот дом, а ги имал сите услови за добар живот, но му било досадно, сакал да проба она за доградата и отишол во светот, но кога изгубил се, кога потрошил се, повторно се вратил кај својот татко. Порака до нас, почитувани гледачи, ако и ние сме отишли од Бога,
Може би сме се разочарали во некој човек. Може би во црквата сме се разочарали каде што сме оделе. Меѓутоа во Бога да не се разочараме. Затоа нека Господ не благослови сите нас, а и нека го благослови и младиот Кире, како што самиот заклучува, планирам и понатаму, тоест до крајот на мојот живот, земен живот, да чекорам со Исуса Христа. Нека и ние чекориме во овој ден со Исуса Христа, нашиот Спасител. Поминуваме на следнава рубрика, почитувани пријатели, а тоа е здравата исхрана, односно совети од полето на исхраната. Пред да ви прочитам, денеска ќе зборуваме за оревот, сакам да прочитам неколку совети за нашите деца. Вие кои сте помлади, верувам дека имате дечиња. Имаме понекогаш и проблем со децата кои сакаат многу сладки, да јадат чоколадо или нешто слично. Еве, овде имам едно размислување што сакам да го споделам. Децата и сладките. Децата кои секојдневно јадат сладки имаат поголеми можности да бидат агресивни кои ќе пораснат, покажало новото истражување на британските научници. Истражувањето на научниците на Универзитетот во Кардив, во кој учествувале околу 17.500 луѓе, е прво кој е открило врската меѓу насилното однесување во возрастниот период и консумирање на големи количини на зашекерена храна во детската возраст. Истражувањето објавено во стручно списание покажало дека 10-годишните деца кои секој ден јадат зашекерена храна имаат многу поголеми шанси да бидат осудени поради насилно однесување од 29-та година до 34-та од животот. Околу 69% од учесниците кои биле насилни во тие години секојдневно јаделе сладки додека биле деца, во споредба со 42% од учесниците кои не биле насилни, пишува порталот Мојот доктор. Водачот на истражувањето, доктор Симон Мур, рекла дека омиленото објаснување на научниците е дека децата, ако секој ден им се даваат сладки, посебно чоколадо, ќе тежнеат да научат како да чекаат нешто што сакаат. Поради недостатокот на благодарност, би можеле да почнат да се однесуваат поимпулсивно, а импулсивно однесување е тесно поврзано со деликвенцијата, кажува доктор Мур. Инако доктор Мур и порано работела со малолетни престапници и врз основа на сопствените искуства заклучила дека правилната исхрана може да ја намали агресијата. Еве тоа беа советите за нашите деца и мајки, почитувани гледачи. Секако и ние како деца сме сакале сладки работи, но еве науката тоа го утврдила дека може да делува штетно на децата кои ќе пораснат да имаат агресивно однесување. Одиме сега понатаму да кажеме неколку совети во врска со оревот. Оревот го намалува холестеролот. Оревот на организмот му обезбедува доволно количество витамини B1, B2 и B3. Тој е ризница и на минерални соли, без кои организмот не би можел да функционира. 100 грама ореви имаат 130 мг магнезиум, 380 мг фосфор, калциум, калиум и така натаму. Оревот е единственото мрсно овоше со блага кисела реакција. Значи треба да се консумира со некисели продукти. Одлично се служи со овошје, зеленчук, млеко и млечни производи. Не треба да се меша со месо, салама и месни производи. Оревот има големо количество масти, дури 63%, но мастите на оревот се посебни бидејќи главно ги сочинуваат незаситените масти со врвен квалитет. Нивната карактеристика е да го намалува нивото на холестеролот во крвта, а за нивно исврлување од организмот се задолжени 3 специфични киселини во оревот. Ова се резултатите од истражувањата направени во клиничкиот центар во Барселона и во Калифорнија.
Земањето ориви како лек против холестеролот е пожелно и поради витаминот Е, кој како силен антиоксидант го спречува секундарниот ефект на старење на клетките, последица на претераното внесување незаситени масти. Поради високиот процент на магнезиум и присуството на витаминот од Б групата, оревот е корисен за нервниот систем. Редовно земање неколку парчиња помага против премореност, интелектуален напор, стрес и полесна состојба на депресија. Оревите треба да се јадат внимателно зашто содржат многу калории. Бидејќи имаат благо антиродиодно дејство, не им се препорачуваат на оние што веќе имаат проблеми со тироидната жлезда. Оревот треба добро да се жвака. Им се препорачува пред се на спортистите, децата, трудниците и на постарите лица. Треба да се јаде наутро, бидејќи обезбедува енергија за цел ден и не го оптоварува стомакот. Ова овоше содржи влакна неопходни за редовно празнење на цревата. Еве, драги гледачи, тоа беа советите во врска со оревот. Го има оревот на нашите зелени пазари, зима е и затоа убаво да го конзумираме во нашата исхрана. Еве неколку рецепти од оревот. Топчења од ореви. 200 грама ореви, 200 грама суво грозје. Мелените ореви се мешат со меленото суво грозје. Добро да се соединат и се облекуваат топчења. Се посипуваат со мелените ореви. Сладолед од банани и ореви. 4 банани, половина шолја ореви, 1 до 2 лажички мед, малку ванила. Бананите се лупат, се стават во пластична кеса и се замрзнуваат преку ноќта. Така може да стојат и до 2 седмици. Бананите со оревите се миксираат со блендер. По желба се стават ванила во медот. Се добива мек сладолед. Ако сакате сладоледот да биде поцврст, се враќа во фрижидерот уште половина час, а потоа се служи. И еве уште еден рецепт мусли од ореви. 4 лажици зобени снегулки, 2 лажици суво грозје, 1 банана или изрендано јаболко ако немате банана, овошен шекер или мед, лимонов сок, мелени ореви. Зобените снегулки се потопуваат во вода. Грозјето исто така се потопува, а бананите се гмечаат. Се додека медот или овошниот шекер или лимоновиот сок не се соединат. Сето тоа се меша, се става во чинија и се посипува со мелени ореви. Еве, тоа беа советите од полето на здравието. Денеска зборувавме за оревот. Одиме со една христијанска песна, а потоа повторно се враќаме во нашето студио. Mnoge tajne uživo
često puta moje ruke Bogu su sagriješile i u svojoj neposlušnosti su zavrijedile i trud, ali milost Božja prašta, znam da vidjet ću ga ja, svoje ruke dvije u Božje stavit ću. Postoji jedan bolji svijet, tamo iznad mora svi, gdje ću naći ruke te probodene. Tada ići ću kroz grad, šetati ulicama ti, svoje ruke dvije u Božje stavit ću. Postoji jedan bolji svijet, tamo iznad mora svi, gdje ću naći ruke te probodene. Tada ići ću kroz grad, šetati ulicama ti, svoje ruke dvije u Božje stavit ću. Svoje ruke dvije u Božje stavit ću. Poštovani gledači, evo nepovtorno uživo v programata na radio na Glasna nadešta. Emisija koja se imitira ili imituva sekое utro od ponedeljnik do petok. Dojeli do rubrikata Iščeznati gradovi i civilizacije, odnosno zbruvame za arheologijata koja potvrduva Biblijat. I zato i ovo utro sakam da vi ja ponudam ova knjiga Svetoto pismo Biblijata. Može da je dobijete ova knjiga, odnosno Biblijata besplatno, ako gi tu stavite vaše podatuci, da može da vi ja ispratime na vaša domašna adresa. Znači, dobivate podarok od utrinskog programa na radioto Glasna nadešta. Ova Biblija je namenjata za vas, samo ako posakate, dostavete gi vaše podatuci, a nije ke vi ja ispratime. Zašto ja reklamiram i Biblijat? Zato što deneska sekoje semejstvo treba da ima sveto pismo. Nekoj ne verovat, nažalost, deka Biblijata je Božje pismo, Božje knjigu patena do nas, luge to nova planeta. Ja pišuvale sekako luge, 40 napisatelji koji Bog i potiknal i vdahnal so svetio duh i ona što je zapišano nije velimedika, to je svet zbor ispraten od Boga preko ove luge upaten do nas. Deneska povtorno ke pročitam nekoliko interesnih citati, interesnih misli od ova knjiga od profesora Drago Obradović Arheologijata je potvrdova Biblijat. I tokmu zato se odlučio da čitam od ova knjiga i da vi prenesam podatuci, izveštaji od arheolozi, može biti ljudi koji ne se toliko religiozni, no tije vršiti skupavanje u zemljata i pronašli mnogo interesne rabote so koje ja potvrduva današnja Biblija deka je verodostojna, odnosno izveštajite sudržinata na Svetoto pismo Biblijata je verodostojna. Dneska, počtovani gledači, sakam da pročitam naslov stelata na Mernepta, ke vidime zašto stanova zbor. Faraonot Mernepta, koji živjel nekada okolo 1234. godina i 1220. godina pred Hrista, sin na Ramzes II, najvjerovatno sovremenik na biblijski od sudija Gedeon, po uspešната vojna na početak od svojето владење почнал, како и другите владетели, да размислуваат за животот после смртта. Одбрал место во западна Теба, на кое себе си ке си подигне величествен храм. Од блискиот храм на Аменотеп III
позајмил еден споменик, а на другата страна ги врежал своите војни успеси и походи на Палестина, каде што се судрил со израелците. Дел од текстот што се однесува на Израел гласи: опустошене Техену, некое либиско племе. Понатаму вели Хати, земјата на хететите, и смирен, ограбен е Ханан, нанесено му е секое зло. Одведен е Аскалон, приграбен е Гезер. Јаноам е како да не постои веќе. Израел лежи опустен, нема семе. Хуру, земјата на хоритите, стана вдовица на Томеру, Египет. Во 1896 година прочениот археолог Флиндерс Питри, ископувајќи го стариот град Теба, ја пронашал ова камена плоча на фаронот Мернепта. Плочата со надписот на Мернепта лежала свртена кон долу. Кога ја откопале земјата, египтологот Шпигелберг го читал надписот од плочата која се уште се наоѓала во јамата, подвликувајќи се под неа. Повеќе часови лежел на грб за да го прочита писмото. Најпосле кога се извлекол, му рекол на Питри: на плочата се наоѓаат имења на разни асирски градови, како еден кој не ми е познат, Исирар. Овој збор бил напишан со египетски хероглифи. Како исклучителен специјалист, Питри веднаш го препознал името Израел. Па таа вечер на своите соработници им изјавил дека таа гранитна плоча во светот ќе биде многу повеќе прочуена од се што е го пронашал до тогаш. Имал право. Тој 314 см висок гранитен споменик денеска се наоѓа во централната хала на Египетскиот музеј во Каиро. Споменикот на фаронот Мернепта, познат како израелска стела или надгробен споменик или стелата на Мернепта, е изделкан кон крајот на 13 век пред нашата ера и представува најран и засега единствен документ пишуван со хиероглифи каде што се споменува името Израел. Овој кратко хиероглифски текст ги потврдува библиските извештаи од периодот на судиите. По секој име на народот или земјата во овој хиероглифски запис следи знак кој значи странска земја. Меѓутоа, зад името Израел се наоѓаат хиероглифски знаци кои покажуваат маж и жена како седат и знаци за множина што покажуваат дека уметникот израелците ги сметал за народ кој се уште целосно не се сместиле во својата земја, па кај неговото име не можел да го стави знакот странска земја. Тоа се случило во времето кога Израел уште не се населил во Ханан, туку живел претежно со номадски живот. Исто така овој споменик е силен доказ дека Мернепта не бил фараонот во времето на Израел, кога излегол од Египет. Ако ги повратиме зборовите од прва книга Царевите, 6 глава, 1 стих, каде што пишува дека Израел излегол од Египет 480 години пред Соломоновото владење, доаѓаме до годината на излегувањето од Египет, кој се случило во 15 век пред Христа, со што се совпаѓаат археолошките историските податоци. Значи, излегувањето на израелците од Египет се случило во 1447 година пред новата ера. Постои друго важно значење на споменикот на фаронот Мернепта. На него се спомнуваат библиските земјописи, имења како што се Аскалон и Гезер. Тоа го пишува во Софонија, во Захарија и во книгата Исус Навин. Стоејќи денес пред овој нем сведок за Израел, стар околу 3200 години, и читајќи го текстот каде што се спомнува Божиот народ во првиот период од неговата историја, ние ја објавуваме и ја засилуваме нашата доверба во извештаите на Библијата. Еве, тоа беше краткиот запис за ова историско чудо што е пронајдено и навистина ова стела на Мернепта покажува, го опишува името Израел, дека е тоа Божи народ кој Бог ги извадил
од Египет и ги внел во хананската земја. Почитувани гледачи, верувајте во Библијата. Тој Божје писмо, денеска археологијата тоа го потврдува, дека Светото писмо е веродостојно. Не е тоа бајка, не е тоа легенда за мали деца, туку книга за возрастни луѓе, каде што Бог ни го открил патот кон небесното царство. Еве, драги гледачи, ми беше задоволство што можевме да се дружиме и денеска. Петок, пред нас е викенд, ние ќе се јавиме повторно од ова студио, ако Бог даде живот и здравје, во понеделник во 8 часот и 30 минути. А до тогаш, бидете со добро здравје, расположени, имајте убав викенд, чувајте се, бидете одговорни и се гледаме во понеделник повторно. Секој добро. Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме.